Скопјани ги надвладеа стравот или им проработе свеста. Полупразни и празни автобуси, празни улици, сообраќаат на минимум, а оној мал број на граѓани кои беа надвор, целосно заштитени со медицински маски и ракавици. Ги сите ги почитуваат меркиве, сега за сега пак ќе видиме што ќе биде. Мислите дека треба веќе да се прогласи вонредна состојба? Не, уште не, рано е за вонредна состојба. Па за сега по извештаите што ги дава Филипче, не гледам дека би требало да има кризна или вонредна состојба, имаме потреба да излеземе. Вие ги почитувате мерките? Да. Се чекаме на ред, на метар расстојание, поедење внатре и супер, да се. Доволни се, одлични се. Имаше и такви кои побараат властите да се прогласи вонредна или кризна состојба. Мислам дека треба да се прогласи вонредна состојба, затоа што ова не е веќе шега. Гледаме во соседството вртоглаво се шират заразениве. Мислам кризна состојба, не вонредна. Зошто? Па подобро би било и движење и све. Нашата опиколка на градот покажа дека најголемиот метеж останува во маркетите и аптеките. Едни стрпливо чекаат да дојдат на ред, други нервозни, не ја почитуваа препораката за растојание меѓу купувачите. И угостителите ги почитуваат мерките, ставен е клучот на сите кафулиња и ресторани, барем оние што ги снимивме. Инаку покрај мерките за забрана за јавни собири, затварање на сите кафани, кафулиња, обложувалници, казина и молови. Владата ги затвори сите гранични премини освен за транспортни возила кои ќе можат да влезат по однапред договорени протоколи. Се затвара и аеродромот во Скопје од утре вечер.